Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Собранието на Република Македонија го донесе законот за урбано зеленило, преку кој што ќе се зголеми процентот на зелени површини во урбаните средини и ќе запре уништувањето на зеленилото. Со законот се предвидува најмалку 20% од секоја градежна парцела да бидат наменети за зелена површина, а секоја општина ќе биде обврзана да изработи и така наречен зелен катастар, при што за сите идни генерални урбанистички планови утврден е стандардот од 25 квадратни метри зелена површина по жител. Законот за урбано зеленило ги обврзува сите физички и правни лица кои имаат зелени површини редовно да го одржуваат зеленилото. Ова е првата информација за денеска, а и што друго ќе гледате во вестите. Измени во основното образование. Првачињата ќе имаат најмногу 4 часа дневно. Жан Митрев, редовен член во Европската академија на науките, уметностите и книжевностите. Град Скопје ќе вработи 4 еколошки и комунални инспектори. Средства за сите со новиот буџет на општина Газибаба. Првооделенците ќе имаат максимум 4 часа дневно. Часот ќе трае 55 минути, од кои 40 ќе бидат наставни, а останатите 15 минути децата ќе имаат пауза, која ќе одреди наставникот. Ова се само дел од промените во основното образование, кои денеска ги најави Министерката за образование и наука Рената Десковска. Со цел да се оди во длабочина, а не во широчина на знаењата и наместо меморирање и фактографија да се види како детето размислува и заклучува, какви вештини се стекнати и какви вредности се усвоени. Министерството за образование и наука планира измени во основното образование, особено од прво до трето оделение. Предвидено е во прво оделение да има помалку предмети, затоа што општество и природни науки ќе се спојат во еден, светот околу нас, а ликовното образование и музичкото образование ќе бидат интегрирани во предметот уметност. Покрај овие два, првачињата ќе учат и мајчин јазик, математика, физичко и здравствено образование, кое во погорните оделенија ќе биде предмет спорт и англиски јазик. Наставниот час до пето оделение ќе трае 55 минути, односно 40 минути за учење и 15 за одмор, а одморот ќе биде даден кога било во рамки на тие 55 минути, според проценката и одлуката на наставникот. На одморите ќе има слободни активности и игра, а барем еден од нив треба да биде надвор од училницата, зашто хиперактивност и агресијата кај децата се јавува поради нивната затвореност и долго седење во училницата. На часовите по физичко покрај оделенскиот наставник ќе биде воведен и стручен наставник. Универзитетскиот професор Зоран Велковски, кој е член во работната група, истакна дека со давање повеќе слобода се добива поквалитетно образование. Еден од основните принципи е всушност базиран на исправување на една грешка што во минатото беше направена, а тоа е спуштање на поранешното прво оделение во сегашното прво оделение, без да се води сметка при тоа за возраста на учениците. Значи, нашиот основен принцип при ревизијата на наставните планови и програми беше со помалку да постигнеме повеќе. И сакаме тој премин, таа транзиција од семејството или предучилишните установи во училишно образование да го направиме што е можно побезболно за нив. Наместо да ги бомбардираме со голем број предмети и голем материјал кој треба да го конзумираат во тој период, ние го разлабавивме тој дел, ги сведовме на нормално ниво програмите, водејќи сметка при тоа за психофизичките можности на тие деца. По ревизијата на плановите за прво ќе следува и ревизија за наставните планови за второ и трето оделение. Министерката за образование и наука Рената Десковска рече дека фокусот е ставен на првите три оделенија. Фокусот на ова работна група која што беше формирана во рамките на Министерството заедно со Бирото за развој на образование беше ставен на првите три оделенија во основното образование и тоа гледани како поединечно, но исто така и како целина, водејќи се од прашањето со какви знаења и вештини очекуваме децата, односно учениците, да се стекнат по завршувањето на третото оделение. Се тргна со посебно внимание не само на образовната компонента во овие три оделенија, туку и воспитната компонента која што значи битен елемент во
образовниот процес на Република Македонија. За ревидираните наставни планови во прво оделение ќе има дебати и јавни расправи за да се слушнат мислењата од наставниците. Примената се планира од септември или барем во неколку пилот училишта. Со усвојувањето и примената на новите наставни планови, повеќе нема да важи наставната Кембридж програма, но адаптираните учебници од Кембридж за прво оделение ќе може да конкурираат заедно со учебниците од домашни автори ако се одвествуваат на новата наставна програма. Четири еколошки и комунални инспектори наскоро ќе бидат вработени од страна на град Скопје. Во моментов градот располага со 13 инспектори, а бројот на инспекцијските контроли е особено зголемен по воведувањето на бесплатната телефонска линија 193. За 1,5 месец град Скопје извршил над 240 инспекции. Во моментов има 13 инспектори, 10 се комунални и 3 се за животна средина, а имаат и 13 возачи. Од градот соопштуваат дека бројот на инспектори за животна средина и комунални инспектори е премал и оптимално би било за почеток да се надополнат барем со уште толку инспектори. За сега град Скопје ќе вработи 4 еколошки и комунални инспектори. Ова за мие го потврдиле од град Скопје. Градските власти информираат дека бројот на извршени надзори е огромен, бидејќи секојдневно инспекторите се на терен. Според нив, бројот на инспекцијските контроли е особено зголемен по воведувањето на бесплатната телефонска линија 193 и формирањето на мешовитите тимови за интервенции при палење огнови на отворени површини. Град Скопје апелира граѓаните на 193 да пријавуваат диви погони, палење гуми, пластика и други штетни материи на отворено. Од средината на декември 2017 година, кога беше воведена линијата, досега имало околу 900 јавувања, а 1/3 од нив биле несоодветни. Врвниот македонски кардиохирург со светско реноме Жан Митрев од денеска е редовен член на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите. Ова признание, како што вели тој самиот, е поттик да продолжи со тоа што најдобро знае да го прави, да спасува човечки животи. Кардиохирургот Жан Митрев денеска беше прогласен за редовен член на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите. Председателот на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите Жан Патрик Конрад му го врачи сертификатот на Митрев и истакна дека тој е херој и предводник на независните и иновативни активности во Македонија. Митрев изјави дека е почестен што ја добива титулата и додаде дека таа е потврда за она што го работи. Потенцираше дека една од неговите мисии покрај лекувањето е да им покаже на младите луѓе дека и Македонија нуди можности како во западноевропските и прекуокеанските земји. Ова сето представува за мене една потврда за она што го работам, што до сега сум го направил. Сето ова е еден пат кој го терам не од некого што сум го видел, него што сум го препознал ке себе, што го правам по моја интуиција во интерес на доброто на државата, на народот и на сите нас кои сме со ова вклучени. Така да ми представува посебно задоволство бидејќи е по иницијатива нивна. Јас не ни знаев дека постои таква можност и секако е нешто што дава и понатаму да го терам она што го терам и се надевам дека ќе имаме сите она што до сега сум го направил да добие ваква потврда од луѓе од ваков ранг. На прогласувањето што се одржа во клиниката Жан Митрев присуствува амбасадорот и генерален секретар на Академија Балканика Европијана Јордан Плевнеш, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје Никола Јанкуловски, директорот на Фондот за здравство Ден Дончев, бројни академици и универзитетски професори.
Изградба на спортски центар во Црешево, фекална и атмосферска канализација, онаму каде што досега не е изградена, како и реконструкција и опремување на кујните во детските градинки по ХАСАП системот, се само дел од проектите за кои се предвидени средства со новиот буџет на општина Газибаба за 2018 година. Со цел да се подобри квалитетот на животот во руралните населени места во буџетот за 2018 година, општина Газибаба планира изградба на спортски центар во Црешево. Овој спортски центар ќе придонесе за развој на младите, како и спортот во тој дел од општината. Исто така во новиот буџет планирано е да се продолжи онаму каде што нема да започне изградбата на фекална канализациона мрежа во населените места Триангла, Керамидница, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлер и Црешево, Смилковци и Виниче. Општината планира во 2018 година изградба на атмосферска канализација на улиците Трајко Китанчев и Сава Михајлов во населеното место Јане Сандански, како и во населените места Инџиково и Економија. Локалната власт во новиот буџет планира средства со кои ќе започне реконструкција како и опремување на кујните во детските градинки по ХАСАП системот. Средствата се планирани и за реконструкција на објектите од детските градинки. Во следниот период, покрај изградбата на нови градинки, се разгледува можноста и веќе се прават и анализи за доградба на постојните објекти од детските градинки, за да се реши проблемот со слабиот капацитет. Две едукативни брошури наменети за младите се изготвени од страна на Народната банка на Република Македонија и Европскиот фонд на Југоисточна Европа. Брошурите представуваат мали практични водичи во кои се објаснува историјата на парите и со нив се овозможува стекнување општа финансиска писменост. Народната банка на Република Македонија во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа изготви две едукативни брошури "Патување во светот на парите" и "Водич за финансиска едукација", наменети за младата популација во државава, чија цел е да им се помогне на младите граѓани да донесуваат здрави финансиски одлуки уште од рана возраст. Брошурите представуваат мали практични водичи достапни на македонски и на албански јазик, во кои се објаснува историјата на парите и со нив се овозможува стекнување општа финансиска писменост на лесно разбирлив и едноставен начин. Публикацијата "Патување во светот на парите" ќе придонесе младите да се информираат и да научат нешто повеќе за парите како важен дел од нашиот секојдневен живот, за историјата на парите, нивното потекло и нивната употреба во сегашноста, карактеристиките, функциите и формите на парите и нешто повеќе информации за националната валута на Република Македонија. Публикацијата "Водич за финансиска едукација" ќе помогне попаметно да управуваат и како одговорно да ги трошат парите, како да управуваат со приходите, кои се предностите од штедењето и што представува буџет, истакнуваат од Народната банка на Република Македонија. Поради закажани технички зафати во електросистемот, утре во одредени периоди од денот без напојување со електрична енергија ќе останат делови од повеќе скопски општини. Корисниците од улицата 23 во скопското село Сопиште утре ќе останат без електрична енергија од 12 до 15 часот. Во период од 9 до 14 часот утре без струја ќе бидат селото Маркова Сушица. Поточно корисниците на потегот од првата трафостаница по главната улица до местото викано Спасов дол во општина Студеничани. Од 8:30 до 12:30 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Борис Трајковски, број 107, а од 10 до 13 часот дел од корисниците од селото Крушопек во општина Сарај. Жителите од скопските села Брест, Малино, Танушевци, Бродец и дел од Побожје утре ќе бидат без струја од 9:35 до 13:35 часот, а од 9 до 11 часот корисниците од улицата 50 дивизија во општина Центар. Корисниците од селата Волково и Орман ќе бидат без струја од 9 до 15 часот, како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Прекините се поради закажани технички зафати во електросистемот. Во наредните 2 дена ќе биде стабилно и суво. Утре ќе биде постудено со засилен северозападен ветер, а дневните температури значително ќе опаднат и ќе бидат во интервал од 1 до 8 степени. Во петок, под влијание на југозападно струење, дневните температури ќе бидат повисоки. Нови врнежи се очекуваат од сабота попладне. Метео го гледаме во продолжение.
Тоа беше и последната информација за денеска. Ви благодариме на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.